После подолга пауза на кризниот штаб, денеска во денот во работниот ден бевме координирани за овој кризен штаб да го викнеме вака во подоцните часови со оглед на текуните обврски кои што ги имаат сите инволвирани странки и луѓе во кризниот штаб се со преголеми обврски, така да вклучувајќи и болницата и центарот и сите други имаат премногу обврски и работа, а со оглед на тоа дека пандемијата зима некој замав малку поголем, затоа сакам вака да направиме една презентација денеска. Со оглед на нашата општа болница која што е со проширена дејност, веќе 2 одделенија се направени ковид одделенија. Ние како општина заедно во соработка со директорот во општата болница, со приватниот секторот, со бизнис заедницата, обезбедивме веќе да има повеќе капацитет во делот на кислородни боци, адаптери, постелнина, скафандери и сите други работи. Нормално тука е Министерство за здравство, али мораме како локална самоуправа и како бизнис заедница да донесеме некои дополнителни мерки и да дадеме малку еден апел до граѓаните. Ја би сакал да ги презентираме денешните заклучици. Записник од одржаниот кризен штаб на општина Кавадаци 26.10.2020. Присутни, нема да ги цитираме, тоа е целокупниот кризен штаб со проширен состав. Состанокот се одржа по иницијатива на градоначалникот на општина Кавадаци, кој истакна дека бројот на заразени во општина Кавадаци е во постојан пораст во однос на тоа што ги имаме добиено од релевантните институции. На состанокот се донесува следниве заклучоци. Под 1, капацитетот на ЈЗО, болница со проширена дејност Кавадаци, се уште не е потполнет во целост. Во случај на исполнување на капацитетите, да се оспособат просториите во останатите одделенија да бидат спремни и доколку има потреба да се стават во функција нормално во координација и соработка со Министерство за здравство. Под 2, се упатува апел до граѓаните на општина Кавадаци да бидат максимално одговорни кон почитувањето на мерките од влада на Република Северна Македонија, посебно кон одржувањето на дистанца и носење на заштитна опрема. Под 3, апелираме до граѓаните на општина Кавадаци, доколку почувствуваат некои од симптомите на COVID-19, навремено да се јавуваат кај матичните лекари со цел да се направи навремена изолација и да се намалат ризиците и последиците по нивното здравје. Под 4, се задолжува територијалната противпожарна станица Кавадаци, заедно со комуналните инспектори да формираат заеднички тимови, да ја употребат достапната дронска технологија, за да може да го монитираат изворот на загадувачи на амбиенталниот воздух и да се постапува соодветно според законските регулативи и истите да бидат санкционирани. Под 5. Полицијата ги има под контрола сите угостителски објекти и се констатира дека се почитуваат мерките за работното време до 23 часот. Исто време се апелира до граѓаните состојаници на викенд, кои во викенд населби, да се воздржат од издавање на истите за одржување на забави и прослави. Под 6. Да се воведат повторно мерките за дезинфекција на објектите, каде се сместени јавните институции, училиштата, стамбените згради за колективно домување, јавните површини, како што се паркови, урбаната опрема во градот, детски игралишта, како и да се продолжи со аеродезинфекција. Се задолжуваат противпожарната единица Кавадаци, Шумско стопанство Бор Кавадаци, ЈП Комуналец Кавадаци, ЈП Јаспин Кавадаци, ЈП Паркинзи Кавадаци, да ги задолжат вработените 2 пати во неделата да ја спредуваат дезинфекцијата согласно насоките од општината. Така да, тие се мерките кои што од утре ќе почнеме да ги практикуваме. Со ова очекуваме да овој есенски период и намалување на температурите, да успееме колку што можеме вирусот да го стабилизираме во неговото ширење. Меѓутоа, мојот апел ќе биде пак до граѓаните, до нашите жители, до најмладите, да групирањата бидат на минимални нивоа, да заштитна опрема, маски, дистанца, редовно одржување хигиена на раци и на простори се врши во максимално ниво според протоколи, се со единствена цел да не дојдеме во фаза кога, не дај Боже, би немале место во нашите болници или би било тоа во некој си ризичен период.
За директорот на општата болница се произнесе и има план и Б, план и С, доколку дојде до зголемување на потребата од капацитетот за сместување. Јас можам да апелирам да кажем граѓаните дека нема да останат на милост и немилост, меѓутоа да не дозволиме самите ние да ги оптеретиме здравствените капацитети. Односно, држањето на дистанца и на временото јавување на матичните лекари и специјалисти, че ни дозволи да тие луѓе кои што се од ковид заразени, а се во почетна фаза, да можат да имат и домашно лекување. Морам да потенцирам да кажам дека е работава сериозна, че потенцирам само еден случај кој што ни е кажам, 25 годишен жител на општина Кавадаци, кој што подолг период бил со симптоми од температура и други работи за ковид, и 4 до 5 дена се лекувал во домашни услови, несоодветно се јавил на матичен и не дошол на времено на болница, е со тешка здравствена клиничка слика, со тешка обструкција на белодробието, така да никој не може да биде поштеден доколку не навремено почне со терапија. Така да ова нека биде како еден апел до сите граѓани на времено да се исполнуваме и оврските, меѓутоа и самата заштита.